историчарка, односно од Универзитетот Свети Кирил и Методија, за изложбата. Присуствуваме на една прекрасна изложба која чува меморија и индивидуална и колективна, но историска меморија на еден од најдраматичните и најтрагичните периоди во македонската историја, за македонскиот фронт на кој во еден период имало 1.200.000 војници од двете страни на фронтовата линија. Македонците доживувале погром, опожарувања, пустош и смрт, а после тоа следува Версајската конференција со која е поделен дефинитивно македонскиот народ. Инаку жално е што нашиот архив на Македонија, не употребувам Северна Македонија, бидејќи тоа е антиуставно име. Апсолутно. Нашиот архив на Република Македонија треба многу поголема грижа да има од државата, бидејќи тоа е депо која чува нашата колективна меморија. Тоа се документи за нашето постоење низ времето. А без документи и без меморија ние нема да постоиме како македонски народ. И се надевам дека државата ќе обрне поголемо внимание, барем технички, материјално и со многу други аспекти да го помогне работењето, развојот и конечно архивот да добие простори кои се по стандардите светски за еден архив, бидејќи новиот архив, така наречен нов архив, не исполнува нити еден критериум за постоење и функционирање на еден државен архив. Нада Проева, историчар. Не е Проева, како? Нада? Јурукова, Нада те смешав, пардон. За изложбата, какои се вашите впечатоци? Изложба прекрасна. Присуствуваме на една ретко реномирана изложба и посебно што навистина представува една меморија, едно сведоштво за многу драматични настани што се случувале во македонската историја. Тоа е нешто невидена работа, затоа што она што се гледа е една меморија и тоа е една поука за младите поколенија, значи како на македонскиот фронт се воделе борби и тоа е навистина прекрасна изложба. Почитувани се наоѓаме на изложбата на архивот на Република Македонија овде во еден центар кој се вика Diamond Hall во Скопје. Со мене е директорката на архивот, професорката Наташа Котла. Професорке, што значи архивот за еден народ, за една држава, за една нација? И споредба каков е нашиот македонскиот архив? Да бидам најкратка во објаснувањето, архивот представува трезор на целокупното народно, културно и историско наследство. И ќе ви го дадам примерот. Ако Народната банка е задолжена за парите, за монетите, но во секое време може да ги искова, Државниот архив ги чува е трезорот на сите најзначајни документи на една држава и верувајте, тие не може да се обноват. Ние мораме да ги чуваме. Паметот? Таа е меморијата, затоа што, видете, ако не постои архив, нема темел на државност. Ако не водите грижа како општество за зачувување на меморијата, значи вие сте се откажале од она што представува институција архив. Да ви кажам, колку е големо значењето на архивот, ќе ви го дадам примерот со архивот во Дубровник. Колегите имаат преголемо достоинство и гордост околу тој архив, бидејќи е основан од Николо Макијавели во 16 век и е поставена основата што значи архивот и како треба да се развива еден архив. Тоа е основата на една држава, темелот на државноста. Ако немате архив, немате ни државност. Слушнавме на скромна критика од професорката Лина од Советскиот Сојуз, односно од Русија, Руската Федерација. Впечатокот мој беше дека не е професорката задоволна од состојбата на сегашниот архив на Република Македонија. Вие како директорка? Истото го делам мислење. За почитуваните ваша публика и гледачи сакам да кажам дека архивот во времето на Социјалистичка Република Македонија или во југословенско време беше построен во 1969 година по сите стандарди за архивско работење, соодветна зграда, со соодветни услови и депо каде што се чува
материјалот кој што е потребен за заштита на државноста, Паметот, мозокот на државата, и тогаш е отворен со целокупниот врв на државата во тоа време и со председателот на Југословенската држава Јосип Броз. Колку било значењето на тој чин? Меѓутоа, со една непромислена одлука од 2012 година, по 2 години вработените и целокупниот материјал се преселува во несоодветна зграда која што протекува, каде што користиме простор на 6 и на 7 спрат, и во мирнодопско време кога сонцето од надвор сјае, кај нас тече вода, значи имаме несоодветни услови. Нашето инсистирање е да имаме соодветна архивска зграда, тоа значи по стандарди, да имаме кадар кој што ја познава архивската, историската и филолошката наука, бидејќи само учени луѓе може да обработуваат фондови архивски. Така што имаме многу предизвици и ние инсистираме да се врати значењето и влијанието на архивот како институција во оваа држава, односно да ни се врати државнотворноста. Кога веќе постои се уште стариот архив, односно просториите постојат, па не е толку тешко да се вратат материјалите назад, архивските материјали. Видете, таму е депото кој што го чува некаде 90% од архивскиот материјал. Меѓутоа, проблемот е што таа соодветна зграда е дадена на несоодветна институција која што гони финансиски криминал. Знаете, па сепак може да судат и на било кое место, но архив не можете да поставите на кое било место. Архив се поставува на конкретно време со соодветни стандарди. Благодарам. Ну, особенно председателю. Да, значи од велики. Почитувани разговор ќе водиме со Јасмина Дамјановска, наша колешка и личност од Архивот на Република Македонија, која ја уреди ова изложба овде во Diamond Hall во Скопје. Јасмина, добар ден, и сакам да ни кажете околу уредувањето и значењето на ова изложба која видовме и привлече еден голем број на љубители на изложбите овде во Мелбурн, која и исто така сакам да споменам дека овие се неретки изложби, односно многу ретки или први кои ги направивте вака во публично, во јавно, во шопинг центрите. Да, овој пат, односно оваа година, решивме малку да излеземе од онаа изолираност на музеите, затоа што некако музеите стана еден затворен круг на посетители. А овде има можност да се направи подостапна самата изложба, затоа што навистина и вреди оваа меморија да биде видена од повеќемина. Затоа и овој јубилеј 110 години од формирањето на Македонскиот фронт, како и претходната изложба која што имавме во повод 80 години од завршување на Народно-ослободителната војна, решивме да ги поставиме во просториите на трговските центри, за да можеме јавноста многу повеќе да ги запознава темите и културното наследство кое што Државниот архив го поседува во своите депоа архивски. Ова беше една навистина иницијатива да се покаже што за Првата светска војна практично поседува Државниот архив, но што и се наоѓа во приватните иматели,
а кои што ја понудуваат несебично својата соработка во предавање на тој материјал на самиот архив, затоа што без нивната соработка не ќе се ни постигнеше ова, како што кажа професор Каталина, индивидуална, колективна и групна меморија да се представи, односно она замрзнување на моментот преку фотографијата во тој временски период кој што се доживува за време на фронтот, кој што се доживува во секојдневието меѓу цивилното население, меѓу војното население, меѓу самото боиште, да биде зачувано и да биде овековечено за генерациите кои што следуваат понатаму. Како се вика изложбата? Изложбата е токму со наслов Македонци, Македонија и Македонскиот фронт низ објектив. Затоа што тука ја имаме меморијата на француските војници, имаме меморијата на германско-бугарската армија, на руската армија и на српската армија. А некои од сликите гледам дека се во село Велушина, Битолско. Да, во село Велушина, таму сликале француските војници кои што поминувале ни самиот фронт, биле сместувани таму, така што еве она што значи секојдневие, тие го имаат забележено меѓу самото работно население, меѓу нивната традиција, нивните обичаи, затоа што има сликано и свадби, има и погреби сликано, ја има сликано и модерната и традиционалната носија, така да за нив беше важно и тоа секојдневие, не само воените боишта, туку и она што фронтот значеше меѓу секојдневието на населението. Така, уште сакам на крајот да вие знаеме сега дека архивот на Македонија е носител на овие изложби, меѓутоа спомнате дека имате и приватни лица. Имењата сакам да ги спомниме. Владко Милошевски, Димитар Ратајковски, Кирил Вангелов. Добро, Златко е во Холандија. Владко Милошевски во Холандија, тој е еден страствен колекционер, пасионер, кој што вложува многу во зачувување на македонското наследство, кој што се наоѓа надвор од Македонија. Вложува своји сопствени средства и сили за да може тоа да биде зачувано, откупено и донесено тука во Македонија. Димитар Ратајковски исто така сега работи во Културниот информативен центар во Истанбул, исто и така тој како дел од својата приватна ангажираност како колекционер пронаоѓа она што е разнесено низ светот. И самата изложба практично покажува дека ние имаме многу низ светот, затоа што тука беа концентрирани многу воени сили, а сите тие ги понесоа тие моменти со себе. Така да имаме и во Америка, него спомнав и фотодокументаристот Мер Левој, кој што преку Црвениот крст беше тука, не овде е тој, овие се неговите паноа, кој што со Црвениот крст успеа да дојде тука во Македонија и да забележи сето она што се случуваше во тој временски период. Така да навистина покажува што практично ние се уште имаме во светот за Македонија. Така, ви благодариме многу убава изложба и поучна изложба, нови документи кои треба да ги знаеме македонците и нели како што рече професорката Наташа, архивот е паметот на една држава. Апсолутно да. Меморијата, паметот и сршта, односно како би се зачувало името Македонија, македонци ако не постои документацијата која што чува државниот архив.